Поздрав до нашите гледачи. Во наредниве минути ќе говориме за една навистина актуелна тема. Месец октомври е месец на борба против ракот на дојката. Со мене е македонка Икономова Давчева и не случајно, бидејќи долго време се занимава со оваа тематика, нешто приватно, но нешто за доброто на сите жени. И оние што имаат проблем, а и оние што треба редовно да се контролираат. Македонка, добро утро, добре дојде во утринската програма. Утро, добро ве најдов. Овој месец е месец за женското здравје. Не само за градите, туку вкупно. Треба сите жени редовно да одат на прегледи, но е посветен на борба против ракот на дојката. Да, па на светско ниво овој месец октомври е розовиот месец или посветен на ракот на дојката. Иако би требало да биде обратно, еден месец да правиме пауза, останатите 11 месеци да ги посветиме на женското здравје, како карциномот на дојка, така и сите останати карциноми. Сега, овој месец имате контакти, малку, може би, повеќе поактуализирани со жените, но да ги кажеме кои се основните проблеми со кои што се соочуваат жените, кои што имаат проблем со оваа диагноза, но и со оние што сакаат да дојдат редовно на контрола. Овака, значи, прво да кажам дека редовните контроли се прво и основно што секоја жена треба да ги прави. Да констатираме дека старосната граница на болни од карцином веќе се спушта многу ниско. Имаме многу млади заболени од карцином на дојка, така да апелирам до сите млади да не биде дека јас сум 30 години, не може ништо да ми се случи, него обавезно додат на ихо прегледи, додат на мамографија, ако предложи докторот или дека има потреба од мамограф. Оние што имаат проблем со редовно земање на терапијата, со редовните контроли и со психолошката поддршка. Вие сте тука како организација, како здружение кое што им помага да ги вмрежите, за да им помогнете побрзо да дојдат до целта оздравување. Значи, за жал, кај нас во нашата држава не постои патека на движење од диагностицирање на карциномот па до излекувањето. Буквално се снаоѓа секој сам како знае и уме, со помош на матичните доктори, затоа што тие се првите каде што се обраќаме ако нешто се случи. Од тие причини и дојде до формирање на оваа првична група, сега веќе и Здружение Љубов сме ги медешури. Ние ги прифаќаме жените, бројката е доста голема, за жал имаме многу ново заболени, меѓутоа тука сме да подадеме рака, затоа што ни никогаш не се сами, ние сме тука, па ги упатуваме каде треба да отидат, што треба да направат, со кого треба да се советуваат, што да земаат, што да не земаат, затоа што познато е сме у наводници пазар за бизнис, добар бизнис. Лековите се доста скапи, самото лекување е доста скапо, така да нашата рака, поде рака не си сам, ние сме тука. Сега една порака до сите оние со кои што имаат проблем. Навремената диагностика, превентивата, значи излекување и победа, нов живот, како што знаете да кажете. Па да, живот, навременото лекување не можеш да превенираш затоа што како ќе го превенираш, тоа дошло. Меѓутоа со редовната контрола можеме нели да видиме кога е тоа се уште мало, а се што е на почеток се лекува. Значи денес кога имаме добра терапија, тука е биолошката и номатната терапија, ракот се лекува, со ракот се живее. Јас веќе живеам 6-та година од диагностицирањето. Имаме жени со многу повеќе од мене, 15-20 години, што живеат, работат, функционираат со карциномот. Значи се лекува кога е на време. Значи и си победник. Да, ние сме победници. Дефинитивно ракот можеме да го победиме. Јас ви благодарам за учеството во утринската програма. Се гледаме и натаму со вас, со вашите активности. Секогаш кога имате нешто ново, ќе ни се јавите, ќе ни соопштите. Јас ви благодарам и вас на вашата покана да бидеме дел од овој розов октомври. Само би упатила еден апел до Министерството за здравство, до владата на Република Северна Македонија. Здравјето нема цена. Да вложат во лековите за лекување на болните од карцином. Без разлика дали се работи од карцином на дојка или сите останати карциноми. Здравјето нема цена. А љубовта лекува се. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.